Изумира за наечиството во државата. Истото се губи и во Штип. Мал е бројот на кондурџии, шнајдери, часовничари. Работата е намалена. Сега пак во време на пандемија сведена на минимум. Дополнително на ова заработувачката е многу мала. Интерес од нови генерации воопшто и нема. Денешниот начин на живот води кон ориентација на младите кон изучување на факултет и нема простор за учење на занает. Време на пандемија е многу лоше. Прво. Второ, луѓе нема. Не донесуваат сати како порано што донесуваа. Младите ги нема, студентите ги нема. Во лето ни странците не дојдеа, кои имаше многу работа со странците. Така да останати сме на граѓаните што излеват, што имаат потреба од саат. Другото е се веќе оставено за подобри времења. Со занаечиството, односно со поправка на часовници, господин Сашо се занимава од далечната 1991 година. Си ја сака својата работа, но маката, трудот и потрошеното време и нерви денеска никој не го цени. Непостоењето на фиксна цена остава можност да се намалува истата, а намалениот број на луѓе кои имаат потреба од поправка на часовник, Чичко Сашо ја потполнува со тоа што ја намалува цената. Но желбата да ја работи работата што ја сака го одржува во форма. Имам јас мој зет часовничар и од него го видов убавината на занаато и сакав да го научам. Бев кај него чирак 6 години и после си отворив свој дуќани, али оваа работа како заначија треба да има да ја сакаш и од љубов и да ја знаеш да ја работиш. Колку е тешко, колку е напорно е? Па тешко е, да ти кажам. Не да е тешко, занаато е многу сложен, обимен и треба да имаш голем талент и живци. Цената за поправка на часовници зависи од самиот часовник, што треба да се поправи кај истиот и дали има потреба од замена на дел. Цените почнуваат од скромни 50 денари, а се носат часовници од поевтини до многу скапи. Најскапниот поправен часовник на господин Милев е од 15.000 евра.